Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Матичните лекари одржаа едночасовен предупредувачки штрајк поради новите измени во системот Мој термин. Верификација на мобилни телефони на пациентите пред да им биде овозможено да ги прегледаат. Новата процедура што се воведува со цел решение за откажани термини, но предизвикува и нови проблеми. Граѓаните се жалат дека или нема термин, или има по 6, 7 и повеќе месеци. Но не се почитува терминот, се влегува преку ред и повторно се чека со часови. Дали сте задоволни од работата на Мој термин? Тоа е денешното централно прашање и дискусија во рамки на ова денешно издание на Црвена линија. А секако, дали сте задоволни од работата на Мој термин е и прашање кое што е идентично кога станува збор и за анкетата, кое што можете да ја во неа да учествувате и да одговорите на ова прашање доколку не заследите на Инстаграм. Профилот е секако Црвена линија, но и препорачуваме задолжително да се заследи и профилот на Телма телевизија, каде што на Инстаграм стори исто така е објавена денешната анкета. Еве како изгледаме таму. Многу едноставно, не заследувате на Инстаграм, а потоа на Инстаграм стори ви се отвара прозорче на кое што имате две опции за одговор. Едната е да, другата е не. Ке си кликнете на одговорот кој што е ваш и сметате дека треба да кликнете, така да ќе сумираме подосна во рамки на проценти и ќе ги покажеме резултатите. Значи, заследете на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Добар ден! Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, Тинче, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. Еве, колку сте задоволни од работата на Мој термин? Ни малку не сум задоволна, јас лично за мене зборувам, затоа што јас од времето кога беше без компјутери, без мои термини, кога ќе одевме на лекар, ако не си добар, сите работи ќе ги завршиш во еден ден. А сега со месеци ќе чекаш и нема да завршиш. Јас пред 2 дена бев на контрола и докторката ми вика, треба да идеш на кардиолог, да ти дадам упат. Не, викам, да идам да се влечам, ја повеќе се разболувам кога идам по доктори, него кога сум си дома. Значи, одиш на црно, што ќе направиш? Дали ќе те примат или нема да те примат? Нема да се закаже Мој термин, толку месеци ќе чекаш, толку, па подобро не оди на лекар, како ти е пишано, така дека биде. Уместо да идеме напред 21 век, ние се враќаме назад во првобитно општество. Докај ќе стигнеме вака, не знам, не ми е јасно. За да не можеш да појдеш на лекар, да си ги завршиш работите на време и да знаеш што ти е. После 2-3 месеци, кој знае што може да ви се деси после 5 месеци, така или не? Болеста не трпи време да чекаш. Оно сака да се лекува на време, а не да чекаш со месеци. Благодарам ти за слушувањето, поздрав до тебе. Благодарам многу, со вас ја отвараме Црвена линија, нема да изоставам сега да ви посакам и многу здравје. Но останете со нас, да слушнеме останатите гледачи какви одговори ќе дадат сушност, колку се задоволни од работата на Мој термин. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден. Добро, во меѓувреме секако ќе звони телефонот, ќе знаеме кога имаме можност да слушнеме нови одговори. Секако нема да изоставам да ве потсетам дека особено сме благодарни бидејќи се зголемува и активното учество на Facebook. Токму е тоа што го бара Црвена линија, така да продолжете да бидете активни на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија, преку коментари и споделувања. Секако коментарите ќе бидат исчитани меѓу вклучување на гледачи. Исто така ќе потсетам дека за темата и секоја она за која што зборуваме со вас, ја објавуваме и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден! Имаме ли некого? Добар ден! Добар ден, Тина. Добар ден, вие сте во својот термин на Црвена линија, но колку сте задоволни од работата на Мој термин?
Во здравство. Ма каков термин и овдека не се добива термин, па тек на мој термин. Значи, Тина, исто не сум задоволна од терминот, мој термин, значи, тој што го осмислил мој термин, значи, сигурно имал некои други идеи дека ќе има многу доктори и дека така ќе се некако реализира тоа. Вака со малку доктори, многу народ се разболе, значи, многу чекање, Тина, значи, навистина е многу страшно. Значи, еве ќе ти кажам банален пример, не е банален, уствари страшна искуство за мамографија, за ехо на дојки, така го искомплицира сега, така некако го направија, сами да си бараме, ако имаме толку години, ако немаме толку години. И јас си влегов тамо во мој термин, ја да си закажам, па јас 69 години, а требало до 69, а ја уште малку 70 ќе полнам, дали ме испуштија, па не ме ни повикаа. За исто за ехо на дојки, исто нешто измислија, така сами да си се најавуваме. Значи, ајде и за кардиологија имав некој проблем, Тина, јас чекав 4 месеци за ехо, за холтер, де? Значи, сакам и за ехо исто така, неколку месеци. Значи, сега кој си има пари ќе си отиде приватно, а кој не може да чека. Тина, страшно е. Ајде, кажете ми кога ќе го добиете мој термин, дали влегувате веднаш на закажаното? Не, некогаш докторот па горе. Благодарам многу. Продолжуваме и секако една напомена, секој оној кој што ќе сака нови 90 секунди, секако ќе ги добиете доколку го завртите повторно нашиот број 023070005. Еве бевме малку и хумористични, но горе-долу гледачката секако е во право. Верувам дека и во црвена линија ќе бидете доволно упорни за да не добиете, односно да ве слушнеме колку сте задоволни од работата на мој термин. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Да, благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. Прекрасна емисија. И сега вака во врска со темава, нели, за мој термин, воопшто не сме задоволни. Пример, ќе дојдеме први, ќе си одиме последни. Така да бевме многу задоволни, може би е надвор од темата, меѓутоа за ало докторе. Многу помагаше. И од многу вака и пациенти кои сме се среќавали и сето тоа, значи повише се задоволни од ало докторе кои што може да помогнат, нели, на народот, него со ова мој термин што е. Со овој мој термин, термини нема, треба да чекаш со месеци, со 2-3 месеца све. И каде ќе одиш ако нешто ти треба хитно, се разбира на приватно. А секој не може, нели, да си дозволи да оди по приватните болници. Па сакам да апелираме до сите граѓани кои што снели сакаат да за ало докторе да се побуниме, да да може, нели, повторно сето тоа да почне да помага на народот. А еве како ги коментирате најавените промени во системот, каде што треба да се добие верификација код на мобилниот телефон? Па и ова пак ќе го земеме предвид како одговорно и благодарам за вашите 90 секунди во црвена линија. Еве уште да подсетиме каде можете активно учество денес да земете, односно преку коментари и споделувања, оние кои што може би ме полесно, нели, на оваков или онаков начин. Секако ќе ви покажам како изгледаме на Facebook. Црвена линија и на Facebook прашува дали сте задоволни од работата на мој термин. Дали ќе може да покажеме, подсетуваме, пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали ви е намален тонот на ТВ приемникот? Да. На нула. На нула. Ајде ве слушаме. Добар ден, Тина. Добар ден. Убав ден. Најубав ден и вам. Сега одличичко Ацо од Пинтија се јави. Одлично, па еве Чичко Ацо, задоволни ли сте од работата мој термин? Ја не можам да се пожалам, зашто има многу е важен лекарот ваш, значи матичниот.
има углед секаде нашата Катерина Петрушевска у Црниче што е Фагенвалд. Значи свака и час до сега каде сум побарал термин, жената за 3-5-6 дена вика ти ги јавувам и јавуе тачно било за простата, било за очи, било за колоноскопија. Свака и час до сега, немаме да се жалим, ја и жената сме заедно кај неа. Значи жената си дали има углед, дали не знам како, до сега не можам да се пожалам и значи има ред тука. Тинче, инаку понапред беше хаос. Сега со терминот ја мислам зависи каде, кој како. И не можам да се пожалам. Тоа ви благодарам и многу поздрав. Благодарам, многу поздрав и до вас, но секако топло препорачуваме да останете со нас за да слушнете и останатите гледачи, еве дали ќе се сложат со вас или ќе слушаме сосема поинакви одговори. Добар ден. Добар ден, Тина. И голем поздрав до вас. Задоволни ли сте еве од работата Мој термин? Како функционира? Тина, ова тема беше и многу порано и одговорив. Еве вчера, не лажам, не сум таков човек. Вчера на кардиолог имав Мој термин во Битола. Така, сега. Ова е чудесната работа, јас имам кажано, тој Мој термин дека е многу лоша работа. Зошто е лоша? Па докторката си прегледа 8 души, после 8 души до 10 сато ги заврши, си јаде чантата и замина. Може и работеше во сала, не се противам. Сега, тој Мој термин е многу лош. Порно, кој ќе одам на лекар, да чекам како порано и 5 сати, оти до 3 работно време, а вака ќе прегледаат неколку души и пријатно. Уште ако го воведа сега да кажам за матичните, па ќе почнеме по улицата да умираме. Затоа што матичните си одиме, си чекаме 10 си наред, 15 си, не е важно, ама ќе не прегледа. Ако и кај ним го воведа, тогаш тешко нас, на пациентите и на сите, не без разлика. Значи, па кај матичните најмалце треба да се воведи Мој термин. Оти, преку ним не морам да појдам, ќе ни препишат таблети, ќе ни препишат сетата работа, диагноза си е зна за притисок, ова, она. Уште кај ним, ако го воведа, изгледа. Ке подсетам, внимавајте секако на оние 90 секунди, тоа е терминот кој што е предвиден за и време трајање за едно јавување. А еве ги првите коментари, пишувајте, еве ве подсетувам, ке читаме меѓу вклучување гледачи. Ке почнеме со коментарот на госпоѓа Цвитанка Стојановска, која што има напишано. Уште што друго ќе измислат, па системот Мој термин не функционира наменски уште од самото воведување. Одговорот е во вашата најава за темата со примерот Петар Петрески. Тоа, за жал, е реалната слика со функционирањето на Мој термин. И сега за преглед кај матичните уште верификација на мобилните телефони ни фали. Министре Таравари, нас ни требаат лекари на времено лекување. Оставете ги со Хипократовата заклетва да си ја вршат лекарската професија, а не да бидат администратори. Поздрав до редакцијата на Црвена линија, голем поздрав и до вас. Госпоѓа Стојановска, благодарам за учеството и секако за коментарот. Добар ден. Добар ден, Тина. Па и вас да ве прашаме дали сте задоволни од работата Мој термин? Јас, како што рече еден гледач, многу сум задоволна од моја матична, од амбуланта Вергина на Шампионче, значи наша Наташа не било сега кај што ќе најде термин, секаде кај што сме побарала се наоѓа начин да се најде термин. Јас го поддржувам Мој термин, не сум како други да не го поддржувам. Знаете зошто? Зошто само треба да се почитува. Лошо е што не се почитува кај поедини доктори. Значи, знам дека сум во 10 сати, нема потреба да идам ја у 7 са бајле тамо да клачам јајца, да чекам термин кога ќе бидам. Тоа е многу убаво замислено и многу убава работа, само што треба да се почитува. И јас се уште има, не викам и вакви и такви, меѓутоа се уште не давам на
beli mantili ništa naši da se kaže, бидејќи сум била и во други држави, конкретно во Англија, и сум видела, има то према има се, али сосема е поинаку него ли кај нас. Мој внук дојде, скрши нога и во Стара градска, и на клиника, и снимања, и се. Таму кога ќе отидеш, со сати чекаш како у киносала и 5 сати чекаш, дали ќе те викнат или не. Керка ми и зет ми, замислете, зет ми 30 години нема извадено крв. Тоа е луксус. А кај нас влегваш и викаш, една крвна слика дај ми да извадам. Не, мора и ние малку граѓаните. Или ќе дојдат со приоритетни упати и сака веднаш да влезе. Не може. Значи се знае кој е. Благодарам многу за одговорите и ве што споделивте какво е вашето искуство, но и што споделивте еве на што сте сведок кога зборуваме и за здравството, односно на што сте сведок, например, во Велика Британија. Благодарам многу и ви подсетувам, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Здраво. Добар ден. Се слушаме, нели? Се слушаме. Колку сме задоволни од мој термин? Испод 0. Минус 0. Значи, замислете се колку сум задоволен. Ја слушам предходничкава пред мене, каже дека одлично, у 10 закажано, таму ти реков ми рече, кога 10? Ако денес га си побарал мој термин, ќе ти дадат после пола година мој термин. А болеста не чека, да прогресира. Така да, тие фалења медицински лица не фала. Едино што нешто така има тежина у држава од медицинските лица, тоа се само матичните лекари. Инаку другото све е ветер у магла, тие професионалците што се стручњаци за некои области, тие може и си ја знаат работата, ама и митолошки створења се. Митологија работи кај нив, и ако не пуштиш нешто, ќе си отидеш пред време или ќе треба хипотека да удириш на куќа или било што за да подметиш некого. Приватниве клиники исто така се само за пара и ништо друго не ги занима. Значи, ако немаш пари, ќе умреш како куче и никој нема да те види. Тоа е мојот коментар за моето здравство овдека. А Британија, што ја спомнува господјата, па дека ние ги взимаме тие закони од таму, гледате колку корисни закони имаме од нив. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Гледајте не. Добар ден. Добар ден. Добро, пред да вклучиме гледач, секако ќе подсетиме дека денес зборуваме конкретно за мој термин, сушно за промените кои што се најавуваат, поради кои матичните лекари сушност и одржа едночасовен предупредувачки штрајк поради токму тие измени во системот мој термин. Еве за што станува збор. Штрајкуваат бидејќи без претходна најава управата за електронско здравство на мој термин им наложила да ги верификуваат мобилните телефони на пациентите пред да им биде овозможено да ги прегледаат. Па еве, како ги коментирате и овие промени кои што се најавуваат? Дали сметате дека со верификација всушност ќе се олесни пристапот до мој термин и колку еве како граѓани и пациенти сте задоволни од услугата мој термин? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во програма сум, така? Да, повелете. Вака, дали сме задоволни од работата на мој термин? Па и да и не, зависи. За многу работи нема мој термин. Пример, магнетни резонанси, компјутерски томографи и други прегледи што се со апаратура, али во глобал, ајде да речеме 40% задоволни, останатото не. Сега со верификацијава на телефонските броеви, тоа требало да се најави. Тоа е, знаете, 10 минути работа, ама им одзима време на докторите. Тие се тука да помагаат, а не да бидат административци, но тоа е што е. Но и така сум на линија, и така е темата за здравство, за мој термин. Дали може вие како влијателен национален медиум низ цела држава, што сте со национална концесија, да испратите новинар на терен, да изврши анкета, значи да се врати услугава ало докторе, што беше, значи корисна 8 години, што беше во 3 смени се работеше, значи едноставно беше голема олеснителност
од страна на брза помош. Значи хитните се изјавува во брза помош, а другиве се изјавува за совети, за помош, за едно за друго во Ало докторе. Дали е можно вашиве новинари да прашаат и да упатат писмо до Таравари, до кога ние да очекуваме да се врати таа услуга? И тема да поставите вие. Со оглед на тоа што и пред вас гледачка спомна дека има многу бенефити и како такво го ја памти услугата Ало доктор, еве денеска проговоривте и вие на таа тема, верувам дека еве и останатите гледачи ќе искористат можноста кога веќе зборуваме за мој термин, па на некој начин еве и да кажа дали навистина токму Ало доктор имаше многу повеќе предности отколку мој термин. Но она што е централно и важно денес е да слушнеме и колку сте задоволни од работата Мој термин. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали не слушате? Ало, да. Повелете, Да, во црвена линија сте. Видите, ние сите викам... Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, затоа не ме слушате. Да, сега ме слушате? Да, продолжете. Многу касните сите каса, што е работата не. Зборувајте, ве слушаме. Зборуваме, ме слушате. Во тој случај, ало. Ама ве слушаме, продолжете. Многу ми е жал, гледачот најверојатно еве сега преку ТВ приемникот ќе слушне дека од кога ќе го се заврти нашиот телефонски број 02307 005, па дури и да доцни сигналот. Она што е најважно, целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Тоа значи дека вие и јас зборуваме само телефонски. Во тој случај ништо не досни, телефонската линија не досни. Така да, ете, тоа е едно исклучително важно правило, за да немате чувство дека некој друг зборува, не ме слушате и така да се изгубат секундите, а навистина сакаме да слушнеме од вас како граѓани, како пациенти, дали сте задоволни од работата Мој термин. Гледачите исто напоменаа дека деломно од нив навистина сакаат да се врати она правило Ало доктор, односно како функционираше некогаш тој принцип. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав. И до вас. Вака ме интересира како може господин Таравари, зошто го изгласавме, да не уопште поведе ред за медицината. За Мој термин да се добива, никако да се добие. Заочно 3 години чекам, никако не можем да добием Мој термин. Сега сам морала да платим усистина на приватно, сум собирала пари да платим да се оперирам. И било зашто никако не може да се добие Мој термин. Па ќе ве молам, ако може господин Таравари да поведе ред за медицината, пошто народот така од проблеми, од болови, ќе измрее без никаква гаранција од владата. Тоа е страшно нешто. Рековте дека чекавте дури 3 години за да закажете термин за преглед? За преглед, за наочно. Така, еве некој од гледачите го спомна она Ало докторе, дали никогаш можеби тоа беше? Не може, кај нас плананачки крај не ни одговара тоа и така да не знам што да речем, важно уопште не функционира медицината, само да поведе владата со овие доктори што се дешава во Македонија. Добро, тоа е се или имате уште нешто да додадете? Благодарам и се најубаво. Се најубаво, ви посакуваме многу здравје секако на сите вам кои што и не гледате и се вклучивте, а и не слушате. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Вака, термин, значи Мој термин не е лоша замисла, но како и се кај нас не се реализира адекватно. Затоа сме виновни ние пациентите, но виновни се и лекарите, затоа што прво ни тие не го почитуваат, доцнат и после се создаваат гужви. Втора работа,
а не е добар мој термин и замислата еднаш да еден лекар да прегледа 10 или 12 пациенти. Порано, бидејќи тоа материја ми е позната, бидејќи доаѓам од секторот здравство, лекари прегледува и по 35 пациенти и се стасуваше, ама сакаат да работат. Зошто пациентите го бараат овај ало докторе? Затоа што таму беа лекари пензионери и беа многу трпеливи и советодавно настроени. Зато ги бараат луѓето нив. Да, тоа навистина беше многу добра работа. А што се однесува сега до решението на проблемот, мора да се направи синхронизација. Матичните лекари се премногу оптоварени со администрација и немаат време. Порано на матичен лекар се мереше притисок, се правеше КГ, се чистеа уши, се преврзуваја рани, се става инекции. Сега додите на матичен лекар, треба да си носите сами синопен, треба сами да си носите дексазон, не се тие виновни, едноставно го немаат. На болница одите, лекарот е во сала, а е на мој термин, па го чекате со сати, па се создава гужва. Благодарам. Внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Ве префрлам онаму каде што пристигаат коментари, продолжете да пишувате, секако ќе читаме. Еве како изгледаме, практично идентично, како и сосема логично, како на профилот на Црвена линија, така и на профилот на телевизија Телма. Црвена линија прашува дали сте задоволни од работата на мој термин. Па еве што одговори Виолета Кицовска. Ова е суровата реалност со мој термин. Убаво си беше порано, ке си дојдеш на доктор и ке си завршиш работа. Ако не барем наредниот ден, а не како сега ке чекаш со недели и месеци и тоа за итен преглед. Колку сте задоволни од работата на мој термин, наиве како ги коментирате оние промени кои што се најавуваат, а всушност Управата за електронско здравство на мој термин им наложува на матичните лекари да ги верификуваат мобилните телефони на пациентите пред да им биде овозможено да ги прегледаат. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, видете вака. Некогаш на брзина се добива терминот, меѓутоа некогаш баш поготово на тие работи на магнетна и на компјутер, таму се добива тешко. И мора да се оди на приватно, хвала Богу, приватното е скапал. Сега шо има тука? Иначе самите матични доктори не се криви за таа работа. Јас лично сум задоволен од матичниот лекар. Тој наоѓа термини, но е таков, ги бара, го врти компјутерот, ќе најди термин во компјутерот, ако некој поблиску. Меѓутоа, мислам порано. Меѓутоа, секогаш не е со успех. Па ќе мора приоритетен да се упута, да се извади, па ако е некоја похитна работа, па сега приоритетниот па се чека ред таму на болница и така да работите сега. Здравството не е такво, какво што е. Ни таравари, ни свети таравари не може да го поправи. Не се доволно силни, не се... Па и здравството не располага со некои силни пари. Например, нема ни персонал доволно. Нема доктори доволно, нема медицински сестри доволно. А нема баш ништо. Така да... Благодарам многу за учеството и одговорите. Секако за се што сакате да бидете информирани навремено, квалитетно, целосно, се знае telma.com.mk. И токму од кога ќе впишете telma.com.mk, ќе кликнете, задржите го вниманието на овој наслов. Промените во мојот термин ги извадија матичните лекари на предупредувачки штрајк. Председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари, доктор Лилија Чолакова-Дервишова, вели дека штрекуваат затоа што од Управата за електронско здравство без најава добиле наредба да верификуваат мобилни телефони на пациентите пред да им биде овозможено да ги прегледаат. Ние ве прашуваме колку сте задоволни од работата на мој термин. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. А ја може неќу бити баш у линии вашег теме, али
да изнесем еден мој проблем у вези офталмологија. Наиме, констатована ми е катаракта и треба да буде операција пред 2 години, 25. марта. Докторица ми заказала, тамо пријавила ми и рекла, кад вас позову из администрација. Чека еден пут, чека други пут, назовем еден број, назовем други и увек налетим на неки ќорсокак. Никако да доđem до правог одговора. И тако чекајќи проđеше 2 години, сад у февруару су ме позвали да идем на операцију. Сва среќа имao сам паре, па сам отишao приватно и завршио ту катаракту, иначе до сад био слепео. Благодарам многу, ако е тоа се. Продолжуваме понатаму. Секако на секој од вас ви посакуваме многу здравје, особено кога зборуваме за здравјето, а мој термин е всушност дел од здравјето на граѓаните. Па колку сте задоволни од работата на мој термин? Добар ден. Добар ден. Повелете. У програму сум? Да, повелете. Повелете. Денеска е за дали сум задоволен за работата на мој термин. Да. Ало? Ве слушаме, продолжете. Добро. А ја не сум задоволен од работата на мој термин. Јас лани на 20 март негде и бев на очни лекар. На очни лекар и он ми закаже за пола година, еве више година дојде, а треба да се прави операција на окото, катаракта. Се уште немам добиено од докторот термин, а наводно он имал дома ординација, а за операција траži 650 евра. И како јас кога сум пензионер да платим 650 евра, треба да платим 650 евра за едно око. А што да правим со око? Ево и другото око више ми е готово, 70% не гледам. И што да сум задоволен од мој термин? Не сум задоволен. А еве гледач, на барање на гледачите да ве прашам дали бевте задоволни од она како функционираше Ало докторе? Тоа беше подобро него сега. Така, добро, благодарам многу. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Ке читаме тогаш коментари, значи ќе ве посетам црвена линија Facebook, заследете не, коментирајте и продолжуваме секако со коментарот на Давор Филиповски кој што напишал. На прашањето дали сте задоволни од работата на мој термин, Давор напишал никогаш не е добро и убаво мој термин. Тоа се вика иди дома, чекај да си го фатите патот за Русија. Драгча Николовска пак напишала не, бидејќи се чека со недели па и месеци. А вие, драги мои, колку сте задоволни од работата на мој термин? Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. Колку сте вие лично, господине Тале, задоволни од работата на мој термин? Па сповај му на Бога, толку сум немал нека потреба додам да користам мој термин, но јас друго нешто би потенцирал. По вакви мисии или во комуникација со луѓе, некои луѓе толку се негативни и прават негативна пропаганда. Ги бркаат нашите лекари од Македонија. Им велат, заминувајте, одете си. Тоа е тешко злодело, би рекол јас. Да бркаш лекари од Македонија, да ги оставиш на цедило, пациенти, млади, стари, нечија мајка, татко, дечиња, тоа е злочин. Од бес, од динет, од злоба да ги бркаш своите лекари од Македонија кои сакаат да останат, ама да ги трујаш, тоа е, мислам, тежок злостор. И после вака, еве, за жал, слушаме човек кажува дека едно око видот го изгубил и на второ око видот му слабува, то зашто е? Дека нема доволно лекари, а некој ги брка. Сега, за да има поквалитетно здравство, многу зависи да се полни фондот за здравство. А кој го полни? Секој вработен во Македонија. Ако има повеќе фабрики отворени и зголемен број на вработувања, тогаш ќе има и пополн фонд за здравство. А ќе види така,
Ако купуваме македонски артикли, има повеќе фабрики и нови вработувања и така че има пополн здравствен фонд, по-квалитетно здравство, по-ефтини лекови и по-задоволни лекари. Се зависи од нас. Ние сме... Благодарам. 90 секунди се предвидени и ете, останува само да ве подсетам да го мерите времето и да внимавате не случајно тајмерот и го објавуваме на екраните. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, во меѓувреме еве една напомена да подсетиме за оние можеби кои што подосна се вклучија. Секако не заборавајте активно учество да земете во Инстаграм анкетата. Тоа значи дека треба да го заследите нашиот профил на Инстаграм, црвена линија сосема логично, но и профилот на Телма телевизија токму на Инстаграм. Значи онака како што е и на Фејсбук. На Инстаграм анкетата денес гласи дали сте задоволни од работата на мој термин, сосема идентично како и она што ве прашуваме во живо во црвена линија. Овде имате две опции за одговор. Да, не, кликајте, се уште има време, па ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде пред крајот на црвена линија резултатите и од анкетата тука. Пишувајте коментари, а секако многу ќе ни биде драго, како и во секој издание на црвена линија, да ве има во огромен број кога станува збор и за директно вклучување во живо. Па еве, како граѓани, како пациенти, колку сте задоволни од услугите на и работата на мој термин. Добар ден. Ало, добар ден, повтор Патина. Дозволено секако, повелете. Да, да ти кажам наискрено, да гледачите ги слушав, па затоа и се јавив, затоа што и јас сакам мало докторе да се врати. И тоа да не се наплаќа, него да биде без пари, зашто не го наплаќа, ми се чини 35 денари. Така да се врати подхитно, затоа што кажа гледачката, искусни доктори беа и навистина не упатуваат толку убаво, значи секоја чест. Јас еднаш за малце ќе добиев некој шок пеницилински, затоа што неправилна инекција ми дале од гинеколог. Значи сакам да кажам, треба да се врати. Тина мора да го поставите ова и новинарите да ги запознаете. Инаку за мој термин што кажа некој дека има термини, значи Тина нема термини, не сме неписмени. Значи јас нон-стоп ја отварам мапата на мој термин, пошто се има мака, нели? И сега викам да видам дали матичната, пошто имам и извршна матична, и викам да видам дали можда им промакнало нешто, не успеале да најдат термин. Тина отвори на мапата на мој термин да видиш ти, отвори било каде, офталмолози, баре очни лекари, да видиш дали има очни лекари, баре и да кај кој доктор има термин, нема кај никој. Се нема нигде зелено, се е црвено зафатено или нема за следниот месец дадено распоред. Значи тоа е толку пореметено нешто, значи толку да се нервираш, значи чудо едно невидено, значи нема термини. Тоа луѓето што имале некоја среќа и што се јавува некој што не бил на лекар. Иначе немаме термини, немаме докториства. Благодарам многу и секако и по насоки на гледачката ќе подсетиме дека на www.moјтермин.mk за пациенти вака изгледа мапата на слободни термини, што значи електронски може да се направи проверка колку има слободни термини. Например, ќе побарате упат, ќе побарате лекар или апарати, секако електронски ќе излезат резултатите. Но како и да е, денеска во црвена линија прашањето е едно, а тоа е дали сте задоволни од работата на мој термин. Добар ден. Добар ден, Тинче. Баба Роска, задоволни ли сте од работата на мој термин? Ама знаеш што ич? По шлеговски ја кажувам, не сум задоволна. Гледаш, 3 години чекал човекот може за оќори. А ако не е термина, ти да се почекал 2-3 сата до 3 сата, така ме примат. А ова со термина, што прават? Нема место, па кој болест чека така? Никако задоволство. Па сега гледат, па уште нешто друго, не може да ги разберам и на телефон и нешто, ќе правеле. Кому што му текле така прави? Па не може ова вака, бре. Оно у Македонија се е каша, ама па здравството ефтен. Па тоа не е шоколадо нати на тебе, па утре не ти дам. Вики брза помош, еднаш ко ќе дојде, втор пат вика нема право. Па какво е тоа здравство? Уопšte не сме задоволни.
Срамота е ово што се прави вака. Јас толку имам да кажам за тоа, ќе оставам место и на други. Ако имам минути, нема што да кажам, веќе кажано е све. Благодарам. Покуси од терминот кој што е предвиден во црвена линија, но и благодарам за одговорите и учеството. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. И јас ќе дадам уште една шанса пред да преминеме онаму каде што се пишуваат сега како коментари. Ве охрабрувам додека траеме, продолжете да пишувате за да ги читаме коментарите, бидејќи тоа се одговори на денешното прашање на црвена линија, а тоа е колку сте и дали сте задоволни од работата на мој термин. Еве и на барање на гледачите ќе го спомнеме и ало докторе, па еве можете да направите една паралела, бидејќи голем дел од гледачите бараат црвена линија да ја постави тоа како тема, дали сте да се врати ало докторе. И секако може би некој од вас е позадоволен од тоа како функционира мој термин. Останувам на вас да слушнеме кои ќе бидат вашите оценки. Добар ден. Ало, добар ден. Дали сте задоволни пред се од работата на мој термин? Па, вака, видете, тоа е добро мој термин, се сложувам со тоа, но да се почита. Ја искрено да ви кажам, после некој захват, да речеме, благодарение не можам да се пожалам доматичниот лекар, зашто услужливи се, како и многу граѓани што го кажат тоа. Значи, али на терминот не се почита. Јас контрола или некоја преварска, која требаше да правам, одите во 8 сат, 9 сат имате пример мој термин. Вие до 12:30 не можете ни доктор да најдете, ни можете да влезете за некои си 2 минути да види дали е рана или малецка некоја преврска да се направи. И тоа денот ви се одзема, значи не се почитува. Јас сваќам дека може да се случи, значи некогаш се случува докторот да биде повикан на некоја консултација, на некоја операција и ред други работи, тоа го сваќам. Али, конечно да ви кажам искрено, доста пати ми се случува тоа, нарочито од државна хаос е. Така да термин не се почитува. Еве на други места, верувајте, јас сум задоволен што се почитува. Чим ќе стигнете во одредениот период, ве повикуваат и завршувате работа. Значи, не работава до мој термин, до некои работи што се запоставува. Благодарам многу и за учеството и еве што ја споделивте вашата реалност и она на што сте вие сведок кога зборуваме за мој термин. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ајде да видиме што пишаат тогаш оние кои што одлучија да дадат одговори на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Снежана Манева на прашањето дали сте задоволни од работата на мој термин, има напишано не. Долго чекање. Кога го имам терминот, досега е воглавно во времето закажано. Благодарам многу, госпоѓа Манева, и вам за одговорите. Па да видим имаме ли гледачи да ни кажат дали сте задоволни од работата на мој термин. Како ги коментирате оние промени кои што им се најавуваат на матичните лекари, кои што пред да прифатат пациент на преглед, пациентот ќе биде должен да покаже верификуван код кој што треба да пристигне на мобилните телефони, а и на барање на гледачите, еве дали може би е многу подобро и сметате дека треба да се врати на старото добро. Ало, докторе. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Задоволни ли сте од работата, ало, докторе? Прво тоа. Од ало, докторе, не сум го потребил, не можам да лажам. А од мој термин? Од мој термин не сум задоволен. Еве зошто. Под заклетва зборувам. Под заклетва. Зошто сакате да се колнам? Срамота е да слуша гледачите. Вчера бев на кардиолог и бев 10 јануар, пазе, да помнувам, 10 јануар, а да бидам пример вчера, 26 февруар. Добро, дочека. Се до тука беше во ред. Во клиничка болница, во Битола кардиологот ми вели,
Борете ехо на срце ќе направите до мене, канцеларијата. Влегов напре, сестрата се фати за глава. Зошто ги праќаат, вели, тука, ве праќаат тука? Зашто ве праќаат, вели? Мој термин си имаш, таа требаше да ти направи, беше женска особа, да ти направи ехо на срце. Овој тука е наболување. Ако сакате ми вели дојдете кој ве лажи чордоди на 28 март. А таква беше ситуацијата. Како да бидам јас сега, што да правам до 28 март, може би ќе се најдам во Бутел. Си отидов приватно. И сега ќе ми кажите равари, тој за Косово си... Внимавајте на тајмерот и сега кога ќе ви посакаме да ни бидете здрави и живи. Тоа е најважно и да останете со нас додека трае црвена линија. Еве и уште еден коментар. Например, Василеон Александрој Македонон во однос на прашањето дали сте задоволни од работата на мој термин на Facebook напишал: еден од најдобрите проекти воведени и спроведени во Македонија. Треба да се надоградуваат, модернизираат спрема потребите на народот, но во секој случај еден од најдобрите проекти. Еве, дали се служувате со господинот Василеон дека еден од најдобрите проекти, дали може би сте носталгични околу проектот Ало докторе и колку сте воопшто генерално задоволни од работата на мој термин? Добар ден! Добар ден, Тина. Не сме воопште задоволни со мој термин. Затоа што чекаме веќе на дечка клиника 6 месеци, пред тоа бевме со приоритет и сега не можеме да добиеме никако мој термин. Да слушаме, имате уште време, еве. И не знаеме какво да направиме веќе. Со приоритет одивме последен пат и од тогаш наваму не можеме термин да најдеме требичен на 3 месеца се оде на контрол. Ајде, некој од гледачите го спомна она Ало докторе, како го коментирате тој проект, вела дека многу подобро функционира? Кај нас тоа не функционира затоа што не сме од Скопје, ние сме од друг град. Така? Да. Еве во консултации со матичниот лекар околу тоа да имате можност да добиете нели термин што поскоро, што ви вели? Никако не се е пуштило термин на ендокринолог. За ендокринолог. За вас што е најдобро да се направи за да имаат полза и пациентите и секако сето тоа да функционира навремено? Најверојатно немаме повеќе гледачката. Ја не знам што се случи, но благодарам за одговорите и навистина еве во името на нашата редакција ви посакувам што поскоро да имате и тоа приоритетен термин со оглед на тоа што граѓаните всушност бараат термин за да нели дојдат до подобро здравје. Да видиме останатите што ќе кажат. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Задоволни ли сме од мој термин или ви недостига? Ало, докторе. Презадоволна од мој термин. Бидејќи ја патувам 130 километра, ако не е тие термин, нема никој пат да поминам. Сега малку се чека, стално нема, ама со време ќе си побараш и да си добиеш. Преблагодарна сум од моите матични докторки кои упорно бараат и ќе ми најдат термин. И за мен супругот. Сопругот со очите имаше проблем, отидовме со приоритетен упут ки доктор Дума, не прима, го прегледа и ни одреди лекарка која што треба да го оперира со хитен упут. 2 пати отидовме да ја молиме, цела година помина, човекот е инвалид, да се оперира. Пративме човек образован, факултетен да оде да и рече. Она одговара, што сакте? Кога ќе ви дојде редот тогаш? Цела година не го оперира. И сега пак и доктор Дума отидовме, тој вика нема шанси. Човекот е тумор у глава за опериран, човекот има епилепсија, човекот има деменција и не се може да се оперира.
а не малтретираше докторката цела година. Какви се тия доктори? Управо е Бечировски лик. 90 секунди се предвидени за едно јавување, затоа автоматски се исклучува тајмерот. Уште еднаш на сите вас ви посакуваме добро здравје, тоа е и најважно. А секако должностни да ви покажеме и укажеме како одговорија на Инстаграм, односно кои се финалните резултати од денешната анкета. Инстаграмџи на тоа колку се и дали се задоволни од работата на мој термин, со да одговорија 25%, додека со не одговорија 75%. Сега ќе ги погледнеме рекламите, повторно сме заедно по нив. Почитувани, благодарам и за ова издание на Црвена линија, кое што го креиравте токму вие. Сега уште еднаш ќе потсетам дека нашата редакција на сите вам ви посакува добро здравје. А нашиот термин, секако нема да се одложи, се гледаме утре во истото време. Останете со Телма.